30 деца од предучилишна возраст од село Трсино ќе добијат можност почетната социјализација и интеграција во општеството да ја започнат од најмали нозе во најблиската средина. Оддалечени 20 на километри од градот, родителите досега не беа во можност ниту да ги носат во градинка, ниту да им овозможат друг начин на предучилишно воспитание. Долгогодишниот солиден наталитет на селото ги поттикна општинските власти да ја иницираат потребата од отварање на соодветна установа, која ќе им ги редуцира секојдневните обврски пред се на родителите, а ќе биде значаен чекор и за најмалите. По најавата од владата за инвестиции во рурални градинки, село Трсино беше во првите 20 на приоритетни села. Министерството за труд и социјала веќе работи на реконструкција и адаптација на просториите од старата училишна зграда. За неколку месеци од стартот на овој владин проект, дел од градежните активности се завршени, опремата пристигна, а за месец-два се очекува комплетно заокружување и ставање во функција. Према евиденцијата што ја имаме добиено, во Трсино и околните места има околу 30 на деца на возраст за сместување во градинката. Према анкетираните лица сметаме дека има интерес и затоа и се одлучи за да се гради овде градинка. Во тек е реконструкцијата на ѕидовите и таваните кои ќе бидат соодветно обложени, а комплетна замена ќе претрбат и подовите и прозорците. Кровната конструкција е заменета со нова, а старото училиште ќе добие и нова фасада. Според директорот на детската градинка во Виница, деца од предучилишна возраст во селото има и двете простории со санитарни јазли ќе бидат сосема доволни за формирање две групи во градинката, која најверојатно со уписи ќе стартува од почетокот на идната